Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Дали Библијата потврдува дека Исус е Бог, и ако е да, на кој начин го објаснува тоа? Покрај тврдењата што самиот Исус зборуваше за себе, во секакви форми и облици на говор, дека ја има Божјата природа и дека е Бог, тоа истото го потврдија и го препознаа и неговите ученици. Тие во сите своји настапи проповеди тврдеа со сигурност дека Исус има единствено властување да простува гревови. Нешто што само Бог може да го направи, бидејќи Бог е оној кој е засегнат од сите негови созданија, засегнат од гревот на неговите созданија. Например, во Дела на апостолите, 5 глава, 31 стих, е запишено вака: Бог со својата десница го возвиси него, се мисли на Исус, да биде началник и спасител, за да му даде покаяние на Израел, а и на сите народи, и простување на гревовите. Во овој стих јасно гледаме дека Исус дава простување на гревовите, бидејќи според учењето на јудеизмот, простувањето може да го направи исклучиво Бог. А во стихот јасно гледаме дека тоа може да го направи и Исус. Потоа во Колосјаните 3 глава 13 стих е запишено вака: Како што и Господ ви прости вам, се мисли на црквата во Колосјаните, а и на сите цркви општо насекаде, така простувајте и вие. Во овој стих Исус е наречен Господ. Тој Господ, кој е Исус, им ги простува гревовите на луѓето. Во Псалм 133 и 4 стих се спомнува дека Господ ги простува гревовите. Ако си спомнуваш Господи, таму вели за гревот, Господи, кој ќе обстане? Но во тебе е простувањето, за да се бојат од тебе. Овде во овие два стиха се спомнува Господ, или во оригиналниот хебрејски текст се спомнува Јахве. Тој израз или тој Јахве се однесува на Господ Исус Христос, бидејќи и Стариот Завет и Новиот Завет даваат иста смисла и значење кога станува збор за простувањето на гревовите. Тоа значи дека Исус како Господ ги простува гревовите. Во Еремија 31 глава 34 стих се најавува или се пророкува простување на гревовите преку Исус. Пророкот точно посочува дека Исус е Господ, бидејќи нема да се зборува веќе познајте го Господ, зашто сите ќе го познаваат. Еве што е запишено: И веќе не ќе го учи другар од другар, ни брат од брат, зборувајќи познајте го Господ. Туку сите ќе ме познаваат, и мало и големо, зборува Господ, зашто ќе го простам нивното беззаконие и не ќе си спомнувам веќе за нивните гревови. Библијата, односно овие зборови на Библијата се тесно поврзани со изјавата за Исус дека тој ќе биде оној кој ќе им суди на живите и на мртвите. Во 2 Тимотеј 4 глава 1 стих апостол Павле го вели че Исус како Господ и Господар над живите и мртвите. И тој вели: Те заколнувам пред Бог и Христос Исус, кој е готов да им суди на живите и мртвите, со неговото јавување неговото царство. Тоа им беше познато на сите евреи и во минатото и денес, дека судија на живите и мртвите е исклучиво само Бог. Но во стихот што го читаме се спомнува дека тоа е Господ Исус Христос. Кога го читаме внимателно Новиот Завет, не можеме да помислиме поинаку од тоа дека за Исус постојано се нагласува дека ги има истите карактеристики или атрибути што се присутни кај Бог. Ако го земеме за пример и Тома, ученикот на Исус, тој по воскресението на Исус кога го виде жив, воскреснат, ги каже овие зборови: Господ мој и Бог мој. Тоа е запишено во Јован 20 глава 28 стих.
Оваа томина изјава јасно ја истакнува Божјата природа во личноста на Исус Христос. Апостол Павле за Исус вели дека е големиот Бог и Спасител. Тоа е запишено во Тит, 2 глава, 13 и 14 стих. Еве како е точно напишено. Тој вели: очекувајќи ја блажената надеж и славното јавување на нашиот семоќен Бог и Спасител Исус Христос, кој се даде самиот себе место нас, за да не избави од секакво беззаконие и да очисти за себе собствен народ. Овде Павле вели дека Исус е семоќен Бог и Спасител, а не во смисла дека зборува за Бог и за Исус како за две личности. Туку, конкретно се однесува за Исус како голем и семоќен Бог и голем Спасител. А во Филипјаните 2 глава 5 до 8 стих, апостол Павле ја истакнува Христовата предпостоечка позиција во небото, но и неговата понижувачка улога кога Бог стана човек во личноста на Исус за спасение на секој човек што верува во него. Апостол Павле, пишувајќи го писмото до евреите, не остана должен да ја нагласи улогата на Исус како Бог во делото на спасение. Тој вели: Твојот престол, Боже, е во вечни векови. Тоа е запишено во Евреите 1 глава 8 стих. Тоа што Павле вели Твојот престол, Боже, е во вечни векови, го истакнува и велича божеството на Исус Христос, давајќи му значење дека е вечниот отелотворен Бог на земјата. Ќе дадам уште еден библиски стих, бидејќи такви стихови кои зборуваат за Исус и неговата Божја природа како Бог има многу во Библијата. Всушност целата Библија е со тоа. Во почетокот беше зборот, и зборот беше со Бог, и зборот Исус беше Бог. Тоа е запишено во Евангелието според Јован 1 глава 1 стих. Ние кои веруваме во Исус дека е Господ и Бог, немаме потреба од илјадници стихови, за да се убедиме во тоа, бидејќи нам и Светиот Дух ни го сведочи тоа и знаеме кој е Исус. Но, објаснувањето и цитатите се претежно за оние кои не се сигурни или имаат погрешно гледиште за личноста на Исус, научени од некого погрешно. На Исус му се даваат и титули, кои се единствени само за Јахве, Божјото специјално име и откровение. Во Стариот Завет, старозаветната титула Откупител или Искупител, Псалм 137 и 8 стих, се опишува како Бог Јахве како Откупител. Потоа, во Осија 13 глава 14 стих, се користат и за Исус во Новиот Завет, како Откупител. Во Псалм 130 е запишено: Израел нека го чека Господ, зашто милоста е во Господ и изобилно е во него искупувањето. Тој ќе го избави Израел од сите негови беззаконија. Ако ги споредиме овие стихови со Откровение 5 глава 9 стих, ќе согледаме идентичноста со старозаветните стихови. Еве што вели Јован: И пееа нова песна, велики: Достоен си да го земеш книжниот свиток и да ги отвориш неговите печати, зашто беше заклан и зашто со својата крв ги откупи за Бог од секое племе, јазик и народ и народност. Исус е представен како откупител на сите народи на земјата во овие стихови. Тој лично рече: зашто и човечкиот син не дојде да му служат, туку да служи и да ја даде својата душа за откуп на мнозина. Марко 10 глава 45 стих. Потоа Исус се нарекува Емануил, а тоа Емануил значи Бог е со нас, Бог со нас. Во Захарија 12 глава 10 стих Господ вели вака: А врз Давидовиот дом и врз Ерусалим ќе излеам милостив и молитвен дух, и ќе гледаат на оној кој го прободија. Ќе тажат над него како над единец и ќе го оплакуваат горко како првенец. Исус, според Библијата, во Новиот Завет е наречен и Давидов син.
Ова пророштво се исполни со тоа што во Новиот Завет се однесува на распнувањето на Исус Христос на крстот. А на друго место писмото вели: ќе гледаат на оној кој го прободува. Иеко евангелистот не го посочува каде е напишано тоа и од кој пророк доаѓа, сепак јасно е дека токму на тоа се мисли што е запишано во Захарија, пророкот Захарија. А во Откровение, 1 глава, 7 стих е запишано истото тоа. Јахве е оној кој е прободен и кон кого ќе гледаат народите. А во Новиот Завет, Исус е оној кој е прободен и кон кого ќе гледаат народите. Затоа можеме со сигурност да кажеме: овој Исус во Новиот Завет е оној истиот Јахве во Стариот Завет, кој што се употребува околу 6000 пати. Името на Исус се појавува заедно со името на Јахве во заповедта на Исус за крштавањето. Да се крштаваат во името, употребена форма во еднина, во името на Таткото, Синот и Светиот Дух. Тоа е запишено во Матеј 28 глава 19 стих. Во овој стих од Матеј се нагласува името, а се напишани трите личности во тројството, што укажува на еден Бог во три личности откриен. Во Откровението се вели дека целото создание го фали Христос или јагнето. Затоа Исус не е дел од созданијата, туку е создателот на сите созданија. Еве што вели во Откровение 5 глава 13 и 14 стих. Достојно е јагнето кое е заклано да прими сила и богатство, и премудрост и моќ, и чест и слава и благослов. И го чув секое создание кое е на небото и на земјата, и под земјата и во морето, и се што е во нив да зборуваат. На оној кој седи на престолот и на јагнето благослов и чест, слава и власт во сите векови. Овде забележуваме дека созданијата му се поклонуваат на јагнето и му даваат достоинство, а јагнето е Исус. На Исус му се припишуваат дела што само Бог може да ги направи. Исус не само што ги воскреснува луѓето, не само што ги простува гревовите, туку тој, како што може да се прочита од Библијата, го создал и одржува целиот универзум или вселена. Во Јован 1 глава, 2 стих е запишано дека сите нешта што се создадени се одржуваат преку Исус Христос. Тоа истото може да се прочита и во Колосјаните 1 глава, 16 и 17 стих. Христос поседува атрибути, кој ги поседува самиот Бог. Тој е вечен Бог. Исус им рече: вистина, вистина ви велам, јас сум пред да се роди Авраам. Што значи Исус е пред Авраам, а Авраам живеел пред Христос. Потоа Исус е се присутен во Матеј 18 глава 20 стих. Зашто се вели: каде се двајца или тројца собрани во Мое име, се мисли во Христовото име, таму сум јас посреден нив. Потоа имаме и друг таков цитат во Евангелието според Матеј 28 глава 20 стих. И еве јас сум со вас во сите денови до свршетокот на светот. Амин. Потоа Исус е сезнаечки Бог, сезнаен. Од каде ме познаваш, го праша Натанаил. Уште пред да те повика Филип, му одговори Исус: те видов под смоквата. Потоа имаме и друг цитат во Јован 2 глава. Но самиот Исус не им се доверуваше, зашто ги познаваше сите и немаше потреба некој да му сведочи за човекот, зашто самиот знаеше што има во човекот. И Исус е семоќен Бог, според зборовите на евангелистот Јован, тогаш го поместија каменот, а Исус ги подигна очите нагоре и рече: Татко, ти благодарам што ме послуша. Јас знаев дека секојаш ме слушаш, но ова го реков заради народот, кој стои тука, за да поверуваат дека ти се ме пратил. Откако го рече тоа, викна со силен глас: Лазаре, излези надвор. Умрениот излезе завиткан со повои по рацете и нозете, а лицето му беше забрадено со крпа.
Тука гледаме семокност на Бог, воскресение од мртвите. Само Бог може тоа да го прави. Само Бог и неговата сила може да воскреснува мртви, никој друг. Исус не се обидуваше да го имитира Бог или да покаже дека може да биде слично на Бог, да биде сличен на Бог, а не е Бог. Туку Исус беше Бог, оној Бог кој се откри во Стариот Завет со сите негови атрибути. Ако почнам да ги набројувам неговите чуда што се запишани во Новиот Завет и кои се идентични со Стариот, ќе ни треба многу време за пишување. Но добро е само да напоменам дека Исус можеше излечи се што беше невозможно од страна на човекот. И не само што правеше големи чуда врз телата на луѓето, туку се представи со докази и факти како оној кој ги смирува морето и брановите. И имаше власт и над природата, над созданијата, над галаксиите, над се. И на самиот крај од животот на Исус на оваа земја, тој лично воскресна од мртвите. Воскресението го потврди со лично јавување на учениците и на многу други во тоа време. Другите религии, кои не се засновани на христијанското верување, кои немаат божествен авторитет и се измислени од луѓето, се сосема различни и неспоредливи со она што е објавено во Библијата за Исус. Сите други религии и нивните така наречени богови кои умираат и воскреснуваат се паганска митологија. Мит, легенда, односно, тоа не се базира на факти и докази, туку на фантазии и измислици од луѓето. За Исус имаме нешто конкретно и точно. Имаме 12 точки. Прва. Исус умре со распнување на крстот. Второ. Тој е погребан. Трето. Неговата смрт предизвика очајување кај неговите ученици и губење на надежда. Четврто. Неколку дена подоцна гробот на Исус беше празен. Петто. Учениците се уверија дека Исус е жив и го видоа. Шесто. Учениците се променија иако се сомневаа во тоа, веќе немаа сомнеш. Седмо. Оваа порака за воскресението е центар на сите нивни проповеди. Осмо. Оваа порака беше проповедана во Ерусалим како доказ во тоа време. Девето. Како резултат на оваа проповед, црквата се раѓа и расте. Десето. Денот на воскресението, недела, стана ден за богослужби, собери на верниците. 11. Тома, иако беше скептичен, и тој поверува кога го види Исус дека е жив и воскреснат. И 12. Павле, кој беше непријател на христијанството, се обрати кон верата, кон христијанството, бидејќи му се јави Исус како воскреснат од мртвите. Дури да се покренат приговори за некои од овие конкретни изјави, само неколку од нив се доволни за да се докаже воскресението на Исус Христос и да се утврди вистината на Евангелието. Смрт, воскресение и појавување. Тоа е доволно. Иако има повеќе факти, воскресението, како несоборлив факт, може да ги објасни и да им даде соодветен одговор на сите критичари. Промената што се случи кај очајаните ученици се случи благодарение на воскресението. Прво, која би била нивната корист од тоа да проповеда дека Исус е жив, ако не е вистина? Христијанството не било познато и не знаеле луѓето за вакво движење, и тие сигурно не заработиле пари, станувајќи верни следбеници на Исус, и потоа да умрат за тоа име. Второ, лажговците обично не се добри маченици, а тие умреа за Исус. Нема подобро објаснување од воскресението за подготвеноста на учениците да умрат со ужасна смрт за својата вера. Да, навистина многу луѓе умираат за лаги за кои веруваат дека се вистините, но никој не умира за нешто што знае дека е лага, не е вистина. И како заклучок, Христос тврдеше дека е Јахве и дека тој е Бог, не само еден од боговите, туку вистинскиот Бог, создателот на се.
Христос ги докажа своите тврдења дека е Бог преку чудата и зборовите што ги зборуваше. Исус е жив, бидејќи сите што поверувале во Него, и тие се воскреснати од мртвите, и знаат дека Тој живее во нив преку Светиот Дух и се храм на Светиот Дух. Исус е жив, Исус е Бог. Како ќе се однесуваш во поглед на таа личност, зависи од тебе. А Јован 3,16 јасно вели: зашто Бог толку го возлюби светот, да секој што верува во Него, толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во Него, да не загине, туку да има вечен живот. Нека му е слава на Исус за ова прекрасно дело. Амин.